Добар ден сите почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Христијан Мицкоски е набранникот на криминалот на ДПМН. Случајот Феникс уште еднаш го потврди вистинското криминално лице на неговата партија. Поранешни невисоки функционери од ДПМН се осомничени дека злоупотребиле 57 милиони евра пари на граѓаните за 11 споменици од Скопје 2014. Според обвинението, биле перени преку спомениците милиони кои завршувале во джебови на неколкумина од Белата палата. На грбот на македонскиот народ, но и на македонските великани, како Гоце Делчев, Никола Карев, гимиджиите, луѓе од ДПМН се богателе на ангро, додека народот осиромашувал. Скопје 2014 е најголемата пералница на пари, ултракриминал на ДПМН. Но, тоа е само дел од мозаикот на криминални шеми за испумпување пари од буџетот, пари на граѓаните. Има бројни судски пресуди и долгогодишни затворски казни, има стотици осудени сегашни и поранешни функционери на ДПМН, меѓу кои и за злосторничко здружение. Дури седиштето на ДПМН, луксузната Бела палата е криминално стекнат имот врз грбот на граѓаните. Сето ова се факти кои потврдуваат една константа. ДПМН е криминална партија. И наместо Христијан Мицкоски да побара целосно расчистување сите случаеви, незаконски постапки, наместо да побара одговорност на секој што го прекршил законот, тој го брани криминалот на ДПМН. Тоа покажува дека ништо не се променило во ДПМН. Тоа е истата режимска криминална партија. Благодарам.